Почитувани гледачи, добар ден, добро дојдовте на програмата на К3 телевизија, во обичаен термин за утринска програма Нов ден. Како што знаете, во изминатиот период зборуваме за градот Куманово, односно Куманово низ годините, каде што представуваме познати личности од нашиот град. Денеска, навистина чест задоволство, имаме специјален гостин од Скопје, меѓутоа човек кој е роден во Куманово и од тука започна да ги прави првите кошаркарски чекори во својата богата кариера. Еве гледате доле на екранот, нашиот ваш гостин е господинот Владимир Боцевски Жмара и насловот, еве долу гледате, Куманово во срцето. Господине Боцевски, добар ден. Добро дојдовте. Дали понатаму Куманово ви е во срцето? Па како не би ми било Куманово во срцето, кога тука ми е целото поколение. Роден сум во Куманово 1947 година. Во Куманово живеев до 64 година. Тука се школував, тука ги почнав моите први спортски чекори. Така да не може да не ми биде, затоа што и во Куманово имам се уште и другари, имам и фамилија тука. Не може да не ми биде Куманово срце. Јас сум секоја субота и недела, понекогаш и повеќе денови, зависи како ми е времето. Доаѓам во посета на мои роднини, пријатели, така да... Така. Може да ни кажете, еве, каде го поминувате вие детството, во кој дел на градот на Куманово? Моето детство во Куманово го поминав по големиот дел во центарот на градот. А тоа е, сега ќе кажам, спроти суд. Тука постоеше куќа на сликарот Шутевски, во која куќа ние бевме како кираџи тука. Тоа е мало кај што живеев, а позади таа куќа тука беше, сега е хотел Кристал, па понатака си имаше многу дуќани за разни занаети. Преку улицата имаше лебеджи, семкари, лимонаджи, а зад таа зграда имаше бавчи, кај што целиот живот го поминаме во тие бавчи, играјќи топка. Сега може малце ќе се измешам со македонски и кумановски, нема да ми замерите, затоа што јазикот кумановски не може да го заборавам никако. Так. Ја на времето кога отидов во Скопје, кога ми се родија синовите мои и кога доаѓав навака од Скопје за Куманово, чим ќе поменев, чим ќе влезам во Куманово, више готово прекратуваме да збориме скопски, и со децата и со сопругата зборавме кумановски. Така да и сега нема да ми замерите ако потреба некој кумановски збор. Може да ни кажете, еве, вашите родители што работеа? Какви беа тие луѓе? Имав извонредни родители. Татко ми беше комерцијален директор на текстил промет. Мајка ми од секојаш била домаќинка. Така да живеа во едно хармонично семејство. Имам сестра Лилјана, која живее тука во Куманово. Имам, тоа е тоа. Татко ми беше комерцијален до години од формирање на текстил промет до пензија беше директор на текстил промет Куманово. Меѓутоа интересно ќе биде една од најаките фирми во времето кога постоеше во Куманово. Интересно ќе биде да ни кажете нешто и од вашите ученички денови. Еве, учители кои ви беа професори, ако се сеќавате да ни кажете, да ги споменеме. Јас учев во Крстемир Сирков. Прв учител ми беше Бранко, не може да му се сетам сега презимето, а после четврто оделение ми дојде учителка Драгица. И нејзе презимето не го знам. Па може да ви кажам дека бев скроз одличен ученик.
многу јак ученик бев, се додека во 60-та година не ме однесе еден мој комшија во малото кај што живеевме, а тоа е Боцич Славе, познат спортски работник во Куманово во тоа време, ме однесе во Соколана и од таа 60-та година јас сум со моите први чекори во Кумановската кошарка. Само уште на ученичките денови, паметите ли некои другари да ги споменеме сега од тие училишни клуби? Драги. Па имам другари, имам прво многу добра и ден-денеска пријателка Голдана Алексовска, ќерка на бившиот доктор Алексовски у Куманово што беше. Па имам еден Бранко, Раде, Војче и што многу други кои веќе многу години се. Веќе јас изгубив од Куманово, малку си изгубив малку од Куманово, така да веќе сум во заборав на тие имиња на моите школски другари. Рековте 60-те години дојдете во Соколана и од тука почнувате да ги правите вашите први кошаркарски чекори. Како беше, да ни кажете, првиот тренинг, како влеговте во салата, кое беше вашето чувство? Па, видите вак, мене ми беше малку необично, за да во тоа време бев највисок во Куманово. Еден од највисоките, затоа го добив и Прекаро Жмара, го знаете кој е Жмара, бившиот директор на НАМА. Так. И он беше исто така висок човек и по и пошто ја бев израснав висок и понади него ми го дадоа на Димо Кожмара кој до ден денеска го носим. Првите чекори во сала ми беше обично. Влегов со покојниот Боцич и ме представи, тогаш беше тренер беше Томе Ана. Томислав Јовановски. Томислав Јовановски, ја го знам како Ана, мислам сега више да. И нормално почнав тренинг, а немав патики. Патики немав, баба ми сплете калчини. Мојот почеток на кошаркарската кариера е почната со калчини плетени. Понатака, пошто салата во тоа време се мачкаше со една мас, како е викао во времето Олај, и мене ми се лизга, калчините ми се лизга по паркетот. Така да татко ми после известно време ми стави одоздола кожинки и тоа е нонсенс во кошарката во тоа време во Куманово. Затоа што немавме ни патихи, немавме ни дресови, немавме ни гакици, немавме ништо. Господинот е Томислав Јовановски Ана и неговата сопруга Зага, тие се грижеа за кошарката како да е нивно нешто најмило. Да. Дали тоа точно? Да. Ја имам голем доен и голема благодарност на тој човек што ме внесе во оваа игра во тие години. После него дојде Мици Ивановски, така да тука со Мици Ивановски ја завршувам кариерата во Куманово 64-та година, кога заминувам во Скопје во работнички. Добро. Ја сега да покажеме некои фотографии овдека, направено од вашите од Соколана, Владимир Боцевски, во една препознатлива, би рекол, позиција. Која беше вашата карактеристика? Велат Владимир Боцевски Жмара имаше прецизен шут од полудистанца. Точно така. Имав добар шут, имав добра брзина и затоа ја направив кариерата таква како што ми ја знаат сите до ден денеска. Би сакал да ја прокоментираме оваа слика. Гледаме Соколана преполна, многу навивачи, атмосфера која ден денеска се раскажува. Секогаш Соколана кога сме играле не би била полна. Без разлика колку да беше тука, се стоеше поред ќумбе, се стоеше под галеријата, се беше галеријата горе полна.
бината кај што свиреа музичарите на игранките и таа беше полна. Така да атмосферата била секојаш во најубави моменти. И да не забораваме да ги споменеме големите и грижливи чувари на Соколана, вие ги паметите Чичко Костојутка, Славка. Апсолутно. Какви луѓе беа тие? Тоа беа, за мене тие луѓе беа како мајка и татко. Имавме, кога ќе дојавме на тренинг, не пуштаа да се соблечеме, после тоа тренинг ни правиа чај. Од што беше чајот, не знаеме, меѓутоа чајот беше многу убав, така да пиевме по еден или два чаја. И убаво топло ќумбе. Топло ќумбе секојаш, да, во сред сала. Так. Така да тие денови не се забораат никош. Таа сала не би требало да остане оваква како што е, затоа што тоа зачеток на кумановскиот спорт. Ми се чини дека ни еден спорт не се одржуваше никаде сем во Соколана. Тука беа гимнастичари, дигачи на тегови, ракометари беа тука. Сите бевме во таа сала. А имаше време и место за сите да го направиме распоредот. И велат дека сте се многу удружиле пред тренинзи, после тренинзи. Во тоа време дружбата беше најголем двигател на екипата. Во екипата немаше љубоморство, немаше завис, затоа што бевме сите деца од средни фамилии, така да не размислувавме за нешто понатака, разбираш? Во тоа време не размислувал некој дека треба да земе нешто од клубот. Тогаш играше кошарката, се извинам, си играше кошарката од љубов. А јас тоа време, кога бев во Куманово, тоа беа мои први чекори за да понатака продолжам со кариерата која што имав 27 години. Може да ни кажете, еве, првите луѓе што сте тренирале кошарка заедно 60 години од Куманово, некоја генерација спомнете? Тука ќе ви го кажам, Душко Ивановски, Момчило Ивановски, лигаш. Лига, Крап, Мице Ивановски, Боби Ивановски, кој да уште да ги спомнам? Не може да се сетам. Бато, доктор Бато Трифуновски, да. Доктор Бато Трифуновски. И плејада, мислам дека Јакимовски Џое со вас. И Џое беше Јакимовски, Драган Јакимовски Џое, да. И он беше, со него дружев цел живот, откако се сретнавме во Соколана, до неговата смрт јас со него дружев. Да. Штета, тој замина многу млад. Замина млад, а можеше многу да придонесе во кумановската кошарка. Еве уште една интересна фотографија од Соколана. Еве, може вие да коментирате. Лево сте вие. Тоа Еве, јас ќе ги зборам. Зоран Петрушевски, Џана. Зоран Петрушевски, Просеник, Бранко Јовановски, Зоре Петрушевски, Зоре Темелковски, Мијече Јакимовски, Саша Тодоровиќ, Зоран Саздов, дечкото. Ова е Драган Јовановски. Да, Драган. Или Саша Јовановски беше, или Драган Јовановски беше. Драган Јовановски сега живее во Белград. Овие две деца се јуниорчиња, кои не може да се сетам како се викаат. Еве. И забележуваме во позадина, не е имало тогаш семафор, туку на табла. Немаше семафор, него на табла се пишуваше резултатот. Да. А тука зад нас имаше една друга просторија кај што се соблекувавме, кај што беше како соблекувална, тие врата и тука и повеќе луѓе се собираат тука за да може да гледаат. Така, Толку беше просторот во Соколана. Добро. Ево уште една ваша фотографија. Таа беше. Таа беше, ова си, еве.
Ево овдека и ова ова е дел од Соколана. Еве ги тука се рипстолите, оваа врата што ја гледаме позади се влагаше во долната мала сала кај што тренира дизачите на тегови. А на бината, кога што не се гледа, во тоа време, во наше време, кога ние трениравме на паркетот, тие беа горе на бина, генетичарите на вратило и работеа горе. еве тука во позадина е препознатливото ќумбе. Да, ете го препознатливото ќумбе, да, кај што, пошто секојаш турнирите и утакмиците во тоа време се игра зимно време, така да ќумбето мораше да работи. Имаат кажувано овие ваши колеги, некогаш и кога е многу ладно, не ни сметало, ние сме тренирале, сме работеле. Уопште никој не правил проблеми дали е лад, колку било топло толку. Да. Пошто ги знаевме условите на салата, такви се какви што бева, и опште не сме имале никаква замерка, па немам и студии, не знам ово. Се тренирало, пак те спомнам, се тренирало само од љубов и од докажување, како да кажам другачие. Мора да споменеме дека Куманово имаше изворена женска генерација на кошарка во тоа време, која беше препознатлива не само во Македонија, туку тие имаат одено и на турнири во Белград, на Калемегдан. Може да ни кажете нешто? Може, знаете што, малце ќе ме извините, јас не може да се сетам на тие, на сите тие жени, знам дека Сонја играше во тоа време. Цветковска Сонја. Цветковска Сонја, помогни ми, кажи ми некои од женските. Мислам дека Нада Шипе, така Шипе, така. Јоана, браво. Знаете што, многу години се поминати да излегло од меморијата на... Али препознатлива генерација во секој случај. Апсолутно, апсолутно. Еве сега ова е нова фотографија, вие во Куманово. Еве од лева страна тој е Раде Ѓоргиевски, познат наш тренер кој сега работи. Митко Луковски, Јово Просеник, Зоран Петрушевски, Драган Петрушев, Владимир Боцевски, Бранко Јовановски, Антич, Зоран Антич, Мире Ангеловски и Саша Тодоровиќ. Тоа е екипа која настапуваше, оваа екипа настапуваше во прва Б лига во бивша Југославија. Имавте добри резултати? Имавме добри резултати, имавме и добар резултат, и добар успех, и имавме и добар тренер. Во тоа време, ја прво дојдов да тренирам, тука дојде Цефи, од тој човек, он беше прв тренер на Куманово од Скопје, па Цефи си замина и оста Раце Ѓоргиевски, кој направи кошарката во Куманово за да дојде на тоа ниво на кое бевме во таа прва. Пошто ги пометите вие Стефан Тодоровски, Цефи и Раде Ѓоргиевски? Како педагози? Вака сега, Цефи беше голем педагог и голем стручњак во кошарката. А Раде Ѓоргиевски е исто школован и искусен тренер, кој денеска е вклучен во кошарката во Србија и е главен и одговорен за целата мини баскет организација која се одржува во Србија. Сите турнири, сите кампови, сите такви работи се е под негова надлежност. Да, и тој доаѓа почесто во Куманово. Да. Се видувате ли со него или пославо? Се видовме пред 2 недели, тој беше дојден у Скопје, го беше повикано, МЗТ го повика за да одржи тренинг на младите тренери кои ги водат децата од 7 години до 10 години. И во таа прилика се сретнавме и се видовме и направивме некои убави муабити околу спортот, кошарката и времето кога сме се дружиле. Ова е фотографија од нашата препознатлива спортска сала во Куманово, која во тоа време беше една од најубавите на просторите на поранешна Југославија, со голем капацитет.
Така. И кога се игра на преварите, секогаш беше исполнета до последното Така. место. Еве, повторно. Раде Гергиевски, Зоре Темелковски, Антич Зоран, Петрушевски, Мило Сотировски, јас, Просеник, Саша Тодоровиќ, Бранко Јовановски, Мире Ангеловски и Зоран Саздов. Така ова долу во средина е Саша Младенов, за жал сега тој е починат. Да, дечкото. И тој беше голем Да, потенцијал. голем потенцијал и добар играч. Добар, клубски играч. И добар играч беше. Еве. Големи резултати правевме во Куманово, имавме голема поддршка од пуната сала во тоа време во Куманово. Сега не знам каква е ситуацијата со посетеноста на кошарката во Куманово. Па, ова година надпреварите се играат во друга сала, бидејќи се најавува дека спортската сала ќе биде целосно реновирана, барем така е најавено, па ќе видиме исто како и другите спортски објекти ќе има некои изненадувања. Сега доаѓаме до онен момент кога вие заменувате во Скопје, имаме тука еден куп фотографии, но мора да ја прокоментираме ова фотографија кога вие станувате 64 година во септември месец пред почетокот на школската година јас отидов в Скопје. на чиј повик? Кој ве бараше во Скопје? Мене ме бара луѓето од работнички, а прво што додоа кај мене тоа се Лазар Лечич и Цефан Тодоровски Цефи. Они додоа дома кај нас за да разговараат со моите родители, за да ја преминам во работнички. Голем противник на тоа моје одење беше мојата мајка, додека татко ми, пошто јас веќе во Куманово и станав некој играч. Во Куманово станав играч кој играв по 40 минути во таа македонска лига која беше од 60 до 64 година што бе во Куманово. Да се навратиме на оние турнири во 60-ти години во Соколана, кога доаѓаше Цветковиќ, Чермак, Зоран Славнич има прв пат доаѓано. Ги паметите ли тие моменти? Паметам и тоа многу добро. Паметам затоа што сум и учесник на тие турнири во Куманово. Покасно, да. Меѓутоа се сеќавам на тие турнири на кои учествува најеминентните клубови од бивша Југославија, како што се Звезда, Партизан, Раднички, Бора, Чачак, Работнички, да не го заборавам. Тоа беа турнири незаборавни, затоа што доаѓа многу големи јаки играчи со Цветковиќ, со Мишовиќ, со Гордиć, со кој да ги спомнам уште. Па Вичентич Звезда имаше. Да. Па и ту Дивковиќ има доаѓано како јуниор тука да игра. Так. И многу врвни кошаркари промина ни Соколана. И она што е посебно интересно, во сите изјави тие велат дека всушност Соколана на некој начин е фундаментот на кошарката на овие простори, на бивша Југославија. Апсолутно, и ден денеска со кого имам контакти од тие бивши стари играчи, ќе се сетат, ќе се спомнат и ќе прокоментираме за тие турнири што се игра во таа сала. Без разлика што беше ладно, без разлика што беше такво времето, меѓутоа незаборавни се тие турнири во Куманово. Незаборавни се кај сите играчи кои учествувале на тие турнири. Да, и Бата Ѓорѓевиќ во Белград, кога се видовме ми рече, вика, ќе го парафризирам, вика, толико мала, а изузетно велика. И... За жал во денешно време салата не знам колку е искористена и како е искористена. И тоа има некои иницијативи, има некои индиции, пред се од ваша страна. Треба Куманово да ви биде благодарно за она што се борите за таа спортска сала. Доколку успеете, ќе биде голем успех, бар да се реновира, да се реставрира или да се направи некој спортски музеј. Да, тоа се најавите од градоначалникот да стане спортски музеј. И нормално во тој музеј да ги има сите слики на овие великани од сите спортови,
Па веројатно тогаш Боцевски со задоволство би дошол да ја види таа нова сала. Апсолутно. Апсолутно. Било тоа што е од детството, тоа е најдраго. Не може да биде подраго. Почетокот се тук, короните се тук. И сега ми стои во грудка дека се тие почетоци, дека се тие основните чекори и кораци кои сум ги направил ја во мојата кариера. Добро, може да ни кажете еве уште некои моменти кои ги пометите вие од Соколанот, некој напревар да ви остана вакво осеќавање од публиката, некоја емоција? Многу тешко ме прашавте сега, не ќе можам на тоа прашање да ви одговорам, затоа што се безброј утакмици. Тогаш игравме со Пелистер, со работнички. Утакмиците со работнички биле многу за нас поразителни, затоа што работнички беше многу јака екипа во тоа време. Тогаш се створија тие играчи кои го држаа работнички поста со мене заедно. Па не може да се сетам многу, да ви кажам право. Не може да се сетам многу на која некоја утакмица таква. Многу ми се избришало све тоа, ме разбирате. Не може да се сетам стварно. Добро, еве идната година Куманово слави 500 години јубилеј, веројатно знаете, 5 века од постојање, се најавуваат многу спортски активности, манифестации. Меѓутоа многу било добро да се направи една манифестација. Еве имаме иницијатива 7 септември кога Соколана е пуштена во употреба пред скоро 90 години. На тој ден да стане традиција се собираат сите спортски великани од ваше време, од поново време и да има некоја континуирана дружба, да не се заборави тој ден кога Соколана е пуштена. Добра идеја, добар предлог. Дај Боже да го остварите и со драга волја ќе бидеме присутни на тие. Да, и ќе дојдат сите други од работнички, да. Да. Сите тие што биле, сите тие што сме учесници на тие турнири, сите тие учесници, пошто се тука и Јанко Луковски, и Андоновски, и Ѓорчевски, и кога да спомнам уште Књазев, Савовиќ, Пежо Лазетиќ. Лажетиќ, Црна Ѓоргиев. Тоа се сите играчи кои тука учествувале и сигурно дека било кој да е поканат нема да изостане, нема да не дојде на таа промоција. Сега да ја прокоментираме оваа слика, веројатно ова се вашите први чекори во работнички или не знам, вие ќе ни кажете. Дејан Цветковски, Маринко Ковачевиќ, Драган Радосављевиќ, Зоран Лазаров, Христо Ѓорđевски, јас Лазар Лечиć, Тошко Тевчев, Благој Ѓорѓевски, Стероли Андоновски, Јанко Луковски. Кој е овој сега, мајко? Ова е Благој Ѓорѓиевски, 13. Не, Благој Ѓорѓевски, Андоновски, Јанко Луковски, Мирче Гавровски. Мирче Гавровски. Ова е препознатлива генерација на работнички. Предпознатлива и една од најаките во времето на бивша Југославија. Начело со темпераментниот Лазар Лечиć. Да. Кај што со оваа екипа, да употребуваме збор, палевме и жаревме ни цела Југославија и сите, без разлика, сите ни се плашеа за исходот со нас. Никогаш не се знаеше, можеме да изгубиме, а и секако можеме да добиеме. Ние сме гледале порано видео снимки, Лазар Лечиć, исклучително темпераментен, динамичен тренер. Како беше тој педагог? Па да ви кажам право, јас со него поминав многу убави години. Немав никаков проблем од негова страна, а имав голема поддршка и многу сум му благодарен за она време кое го поминав и на терен и ван терен со него. И ден денеска се дружиме, и ден денеска се гледаме. Голем човек, голем стручњак, ценет од сите од бивша Југославија. Нови фотографии ќе прекажуваме. Тоа е фотографија со Раднички Београд. Многу силна екипа во тоа време. Да.
Знаете што ние бевме 10 години прволигаш. Работнички беше 10 години прволигаш, така да има многу такмици, поминато, многу играчи, али овие успомени остануваат за веки векова, што се вели. Да го прокоментираме, кои кумановци ден денеска многу го зборуваат, вие можеби подобро го знаете, од Чачек, Радмило Мишовиќ, велат неверојатно прецизна рака имал тој човек. Тој играч, тој е прво клубски играч. Беше со години беше најдобриот стрелец во бивша Југославија во таа сојузна лига. Беше играч кој не можеше никој да го држи. Без разлика, дали еден, дали двајца, беше феномен. Али, реков, пак ќе повторам, беше клубски играч, за резултација нема одиграно ни една утакмица, али легенда си е легенда. Така. Ова е со Локомотива, мислам дека е доле десно плеќаш. Мислам дека е така со брковите. Извореден плеймейкер. Но, Извореден играч. изводен играч. И добар човек. Знаете што? Во тоа време кога ние се собиравме као организација, немаше коментари срби, македонец, босанец, словенец, бевме едно исто. Немаше никакви поделби меѓу играчите. Али имавме човек кој не собираше, тоа е Ранко Жиравица, кој Ранко Жиравица има доаѓано многу во Соколана. Има доваѓано. И секојаш ода кај тетка Савка да бара пржени мекици. Лазар Лечич, да. печена кокошка. Да. Добро, за жал Ранко Жиравица почина. Да, починате. И тоа е големо тренерско име, не? Да. Ова се Југопластика, мислам. Ова е Југопластика, број 10 е Рато Тврдич, број 14 е Драгана Досалјевиќ, број 4 е Јанко Луковски. Кој сега живее во Нови Сад. Да. Ова се утакмици со ние едина екипа која не сме добиле во времето на тоа е Југопластика. Имаше многу голема и многу јака екипа. Па во тоа време во Југопластика Тврдич, Шолман, Крстуловиќ, кој беа, не се сеќавам јас. Сите тие што ги спомнам се беа тие, меѓу кои требаше и јас во 71 година ме повика мене Југопластика за да бидам нивни член. И бев месец дена со Југопластика во времето на Сканси, на Шолман, на Тврдич, на Остарчевиќ, на многу други играчи. Меѓутоа, условите тогаш работнички не можеше да ме пушти, бараше голема финансиска оштета, така да во времето дојдовме, требаше да дојдеме јас и Шолман. Шолман остана Шолман, а во тоа време реков тие пари беа многу големи што ги бараше работнички од Југопластика за да ја преминам таму. Бевте ли барем на Сплитска риба, прошетавте ли малку? Шетавме нон-стоп, пошто тој месец дена кога бев во Југопластика, тој месец дена го поминавме во Италија. Имавме многу турнири, многу такмици, кај што не пробуева многу играчи, тогаш беше тренер Ѓорѓевиќ еден. Уствари, прво Ѓорѓевиќ, па после дојде Павловиќ. И со тие 20 тренера работев јас со Југопластика. И за жал остана во Скопје, не отидов за Сплит. Колку е рекордот на Владимир Боцевски? Јас се барав еден таму податок, односно сум читал кога сум бил многу мал, 44 коша на еден направо, дали е точно? Тоа е на утакмица со Црвена звезда. Так. Тоа е на утакмица со Црвена звезда, 46 коша дадов. Изворена партија сте дали тогаш? Секогаш моите партии за работнички биле на ниво. Секогаш. Дали било тоа во одбрана, дали било тоа во напад,
Боцевски бил секогаш еден од првите играчи во Работнички. Ова мислам дека не е сала на Работничка, ова е на некое друго место. Ова е сала во Београд. Нови Белград, така. Ова е сала во Београд. Ова е со ОКК Београд, 15 е Жарко Кнежевиќ, вамо доле е Котарац, вамо доле овој судија е Матиќ, Матиевиќ од Загреб. Јас сум 11-ка, 14-ка е Радославлевиќ, а овој што ја не го знам бројот, а да го видам бројот, ќе знам кој играч е. Па во тоа време да споменеме и тие врвни судии од поранешна Југославија, Јакшиќ, Белего од Пеќ, така? Потпуно сте во право, тука се Јакшиќ, Белошевиќ, Матиевиќ, Облак и многу други судии кои стварно беа авторитет за сите екипи кои се надпреварувавме во таа лига. Одиме понатаму. Ова е слога Куманово, така пишува во позадина. Ова е што сум играл за Куманово, пошто ја број 5 носел само Куманово, а мојот број е од почетокот на мојата кариера до крајот е бројот 11. А ова е некоја утакмица за Куманово кој сум играл. Имаше еден извореден играч, дали за слога Синани. Синани, да. Или Хаџибулиќ имаше еден поред. Хаџибулиќ, да. Хаџибулиќ, така. Да, Хаџибулиќ, да. Одличен играч. Ова со кого е, мајко му, не може да се сетам. Пишува слога Куманово 13.2, 77 Скопје. Да, се. Е така. Ова е сигурно некоја утакмица од прва Б лига што е. Да. Од прва Б лига. Еве, таа прва Б Југословенска лига некогаш велат дека е сега во рамките на ова АБА лига, толку силна лига ИМТ од Белград. Добро би информацијата, точно така, таа беше втора лига, прва, мислам... Прва Б. Да, прва Б лига и ова е со Југопластика, ова е Рато Тврдич, тоа сум јас, позади е Сканси, Петар, 12 е Дамир Шолман, и ова со Југопластика. Ова е еден играч феноменален, Рато Тврдич, легенда на сплитската и на југословенската кошарка. Така, големо име. Големо име. Ова е некој разговор со судии. Ова е тој судијата Матиевиќ. Овде играме у Босна. Ова јас овде признавам, као сега се сеќам, направив техничка грешка и дојдов да му се извинам на судијата, затоа што не ми досуди еден фаул, а што ретко кога сум бил наклонен за контрасудењето на било кој судија. Секоја сум поштил судија, без разлика дали бил во право или во не, а овде бевме во ситуација и кај што ја добивме Босна на оваа утакмица, и ми беше многу криво за таа техничка грешка, со која техничка грешка јас излегов со 5 пенали. И пишува Босна Работнички 70-71. Да, Да споменеме дека во Босна во тоа време вие подобро ќе ме поправите, бидејќи јас не ги многу паметам. Играл Беначек, Варајич, Џого. да. А беа предводени од легендарниот Божо Тањевиќ, така ли? Да, од Божо Тањевиќ, да. Односно 78 година стана европски првац. Европски првац, да. Одиме понатаму. Ова е во Скопје. Ова е, да, ова е во Скопје. Полни трибини. Полна трибина. Ова е со, мислам дека е со Раднички. Не е со Раднички, не. Не може да познам ни еден играч, само знам дека е... А, со Београд, еве Котарац, Ковачевиќ, Благој Ѓорѓиевски, понатака кој доаѓа, сега ќе ви кажам, Драган Владимир Боцевски. Владимир Боцевски на линијата за слободни На фрлања. линијата за слободни фрлања, да. Така. Да. Одиме понатаму. Како сакате вие, нема проблем. Овде има слики за многу генерации. многу генерации, многу утакмици.
Ова е Раднички Београд, у Скопска сала, Тасич 15, Драган Радославлевич, јас тука сум во скок, не знам со кој играче, и она доле десно е Јанковиќ, ако се сеќавате, што играше за еден грчки клуб и кој на една утакмица отиде и се удри во Да, имаше тешка повреда. Во конструкциите на салата и остана непокретен долги години. Да. Тасич беше малку Тасич вака тежок беше- центар. Тасич Да. беше и ден денеска имам контакти со него, заборави да го спомнам, затоа што имаме многу интересни ситуации со него. Беше И имаше многу- еден Јосиф беше Фарчич, многу голем. вака шутираше слободни Да, фрања. Еве тоа од детство што ми е станало во глава. Ова е Искра, Куманово, 14-ка, тоа мислам дека Може да Искра. се Кумано работнички со Искра, да. Да, Искра Куманово, тоа Искра време беше Куманово, спонзор. Да. Ова е, да. Кацарски, Бранко Кацарски, Стефан Гешовски број 6 и јас. Да, сега како е Стефан Гешовски? Тој имаше здравствени проблеми, нешто. И ден денеска не е добар. Имаше некоја акција во која покушавме да помогнеме сите, меѓутоа не се успеа многу таа акција, али сепак до некаде помогнавме. Сега доаѓаме до еден многу интересен состав, а ќе кажеме зошто. ИМТ Белград, предводен од легендарниот Среќко Јарич. Браво. Довно и големо познавање имаш за југословенската кошарка. Да. Голем играч беше Јарич, така? Да. И се сеќавам дека Куманово традиционално кога играше со ИМТ на домашен терен постојано имаше проблеми. Многу тврда екипа. Тачно. И ние и работнички во тоа време имавме проблеми со МТ. Да. Позната екипа Овие од... не може да ги познавам играчиве ни еден. Не можам да ги познавам ни еден, да ти кажам право. Добро. Ова Борац работнички е така. Да, Бора Шашак. Краљевиќ, број 5, Благо Георгиевски, јас, Краљевиќ број 5, Дробњак 15. Ова беше добра екипа, меѓутоа секогаш излагавме победници и во Шачак и во Скопје. Без разлика што Мишовиќ ни даваше по 40, по 45 коша. Имаше еден центар Гелошевиќ од Борац. Да. Да. И Фарчич беше кај нив. Така, да, Фарчич беше кај нив. И после Фарчич отиде у... Ова е интересна У фотографија, 71 година. Ова е Југопластика. Југопластика, да. Ова е Петар Сканси, Јанко Луковски, јас и Христо Ѓорѓевски. 12. Популарниот Рики. Да, популарниот Рики. Ова е повторно работнички. Ова е работнички Цинцано. Ова е утакмица од Еврокуповите кои бевме, од овие Цинцано изгубивме се извинувам, еден разлика тука во Скопје и не го освоивме во тоа време овој куп што го игравме. Еве гледаме преполни трибини. Да. Ова е кафеџиски, тоа сум јас, а тие виши играчите не ги знам кои се. Што прави сега Васил Кафеџиски? Работи ли нешто? Кафеџиски и он е сега пензионер. Не се дружиме, некако човекот не доаѓа. Што е работава? Еве го е Треба- препознатлив треба- стил на Владимир Боцевски, клекнати колена, ако може така да кажем, припрема, односно подготовка за скок-шут. Да, ова е веќе подготовка за шут, или е финта шут, па може да го поминеш.
ако веќе вака коментираме, ме разбираш? Така. Еве, убава илустрација. А позади судијата е Свето Поповски. Свето Поповски мустик. Наш кумановец и еден од недобрите судии во бивша Југославија. Мислам дека постарите ќе го препознаат. Да, инаку по професија невропсихијатар. Да, невропсихијатар, точно така. Така, одиме понатаму. Ова е тврда борба под кошевите. Ова е борба под кошеви, а со кого е? Не се баш забележува во позадина. Ѓорчевски, јас и Јанко Луковски. Тоа се секојаш. Ова се слики собирани со време. Така. Ова е... Не пишува која година, вие може би се сеќавате. Ова е со... Багат спонзор. Да, ова е со Задар 71 или 72 година. Тоа тука е број 4 во Задар играше Слипчевиќ. Број 4 играше Слипчевиќ. Ајде споменеме таа генерација на Задар, Остарчевиќ, Марцелиќ, Ѓерѓа, Марцелиќ, Бруно Марцелиќ, другиот брат Марцелиќ, Марко Остарчевиќ, а покасно и најголемата ведета на југославската кошарка Кресимир Ќосиќ. Така. Има многу, да. Вашиот клубски другар Рики, односно Христо Ѓорчевски, има кажано дека Ќосиќ ја започна кариерата во Соколана на 16 годишна возраст. Јас тоа сакав да го кажам, дека првото негово чекорење на такмиците е Соколана на зимскиот турнир со учеството на Задар. Да, потоцна Ѓорѓи стана, Ќосиќ стана светска класа. Да. Ова е вака интересна илустрација на техника. Ова е против Беко, Рајко Жижиќ. ова е да, Рајко Жижиќ е број овакво, а ова е Кнежевиќ. И Рајко Жижиќ е големо име. Да, голем, Жарко Кнежевиќ. Ова е во Нов Белград. Во времето, јас бев, точно дека бев голем, меѓутоа сите центри од бивша Југославија секојаш биле поголеми од нас. Ја не сум имал проблеми, да не искочи дека треба да се пофала малку, меѓутоа не сум имал проблеми со ниедно тие високите играчи. Секогаш ми биле жртви. Бев многу... Ова е интересна фотографија. 75-та година Охрид. Ова е Охридски турнир, кој се одржаваше многу години, меѓутоа после го укинаа. Тука е Бранко Ковачевиќ, Радосалјевиќ, Драган Василјевиќ, Никифоровиќ, јас, Ѓорѓевски, Митко Луковски, Ѓорѓиевски, Зоре Темелковски, Кафеџиски, Бранко Јовановски и Јово Крстевски. Бранко Крстевски и Јован Јовановски. Да не грешам, дали ова е тренер Књазев? Да, тренерот е Књазев. Александар Књазев, добро За забележа. него го пропишти, нека извини. Да. Еден од подобрите тренери, не подобрите, него за мене може и прв тренер во Македонија. 74-та година. 74-та година. Ова е слика пред моје заминување, пошто јас 74-та година отидов да слушам ЈНА. Сега малце, овде ќе ги погрешиме играчите. Владко, идеме горни одрел. Јас, Фацко, морам да го кажам така, на името не Гешовски, Станинов, Кацарски,
Борче Серафимовски, деветката беше син му играше сега игра за ревнотација на Македонија. Не ми текне. Доле Петровски, Георгиевски, Луковски и овој дечкото Струмичанец и Владко Владичевски. Така. Одлична генерација. Одлична генерација. Ова беше генерација. Мене 70 со оваа генерација ме најдобрата година, а тренер на оваа генерација беше Књазев. Така. И имавме голем успех со оваа генерација. Станинов за жал сега е починат, мислам. Кој? Станинов. Да, Станинов почина. Починат. Сега да дојдеме до оној момент кога вие имате изворедни партии, доаѓа повик за репрезентација на Југославија, која во тоа време беше неверојатно силна, моćна, па подоцна стана светски шампион во Љубљана 70 година во она чувена сала во Тиволи. Како Боцевски дојде до повикот да биде во поширокиот список на играчи за репрезентација? 64 година бев повикан за младинска репрезентација на Еве таа фотографија направи. на Југославија, која оваа репрезентација игравме на турнири низ Италија, Португалија во тоа време, Шпанија, и од 64 година Боцевски стана потенцијален кандидат за репрезентација на Југославија, а првото повикување за А селекција е некаде 68 година на припреми во Кошињак со познатите играчи Трајко Рајковиќ, Данеу, Ајзел, Ковачиć и многу други познати играчи. И од таа година јас сум обовезно на припреми со таа репрезентација. Бев повикан на припреми и 70 година на припреми за светско првенство во Љубљана. Меѓутоа, тука морам да спомнам, незаслужено бев отстранет од таа репрезентација, иако бев меѓу подобрите, меѓутоа, дали во тоа време политиката или Сојузот на Југославија одлучи, Так. пошто јас сум македонец, а си играше во Словенија, остана Жорга, Алјоша Жорга да игра за репрезентација, а јас се вратив назад за Скопје. Кажете ни за таа репрезентација кога стана светски шампион, кои играчи настапува? Рајковиќ, Трајко Рајковиќ, Иво Данеу, Цветковиќ, Капиđić, Шолман, кој беше други уште таму? Мислам дека е Жижиć, немам Плечаш. Плечаш, Так. Плечаш. Па има тука една слика, Чекај да се барам дали кај беше таа слика да се отвори. Не, тука иде. Отворија таа не е, таа треба да види. сега. Тоа. Зошто може дека да пишува покажат? две тоа петорки Ранка Жиравица, една петорка, Никола Плечаш, Симоновиќ Дуци, извореден играч, Да. Драган Капиќić, исто така, Мило Маровиќ од Раднички, Да, од Раднички, Мишовиќ. Мишовиќ, тоа е една петорка, а долу ви е Рато Тврдиќ, Драгутин Чермак, Дамир Шоман, Владимир Боцевски, Драгослав Раžnjatović, дugогодишен играч на Раднички. Да. Како е овој коментар? Како е коментарот? Да, ево што ова стои. Ова се врвни играчи во времето на 70-тите години, 68, 69, 70 година. Со сите дружбата била феноменална, односот бил прав другарски, па ќе кажам, во тоа време немаше финанси. Затоа не бевме никој на никого љубоморен и никој се знаеше дека секој може да игра оноку колку што вреди. Големи играчи, големи луѓе.
Тука по Јерков подосна Покасно, да, Желко Јерков, Дује Кастуловиќ. да, Дује Кастуловиќ. Има многу играчи. Изворени играчи. Многу играчи. Кога рековте сте играле за ентузијазам, за љубов кон клубот, еве, имаат кажувано овие по оние напревари во Соколана, во Сладкарнице, кај Осман на Колач. Да, Ретоатос. тоа е времето кога немаше кај да се оди, него се идеше само во Сладкарница. Немаше ни диско клуба, немаше ништо, него само се иде во Сладкарница. Так. И тоа со познатите играчи на Куманово, со Драгија Кимовски, Цаце, Апо, Трифуновски. Џое, ја ги зборам како што сме се викале на сите тие вакво. Еве тука еве еден Да. запис за Иво Данио, Да. големо кошаркарско име. Да, да. Ова е Дамир Шолман. А што да кажеме за Ранко Жеравица? Да се потрошат зборови е многу малку. Човек со харизма, човек со големо знаење, човек со голем авторитет на многу големи играчи. И да не го споменеме легендарниот професор, доктор на кошарка Аца Николич, Николич. кој 58 година прв пат доаѓа во Соколана. Добро ме спомнавте, на првиот тренинг кога отидов за ротација, тоа беше тренер на таа ротација беше Аца Николич. Големо име. Молам? Големо кошаркарско име. Големо кошарско име и учител на сите тренери. И на Жеравица, и на Лазар Лешич, и на Мирко Новосел, и на Кажи, и на од И во поново Партизан. време на Желко Обрадовиќ. Така. Прво на Партизан беше на мајко му. А последното беше на Обрадовиќ и го направи тренер кој е најдобар во Европа па и во светот. Еве, ова е една драга фотографија со Јанко Луковски и покојниот Иван Мировски, познатиот спортски коментатор. Јанко Луковски сега рековте живее во Нови Сад. Тоа е во наша спортска сала, сигурно гледаме некоја друга утакмица, вака расположени, весели. Ова лева вашата сопруга. Мојата сопруга, Јанко Луковски, јас и Вања Мировски, голем спортски новира во тоа време. Така, кој за жал е починат. Да. Ова некој признание, 71 година, ноемвриска награда за Владимир Боцевски. Да, ова е тогашниот председател на град Скопје, добив ноемвриска награда, која ми е многу драга. 71 година ми беше најјаката, 71 година ми беа најјаки години во мојата спортска кариера. Така. Да го споменеме и легендарниот, во тој состав ние го кажавме, за жал трагично загина Радивој Корач. За жал, стварно не го спомнавме, многу одамна замина и затоа не го спомнавме. Нас, Радивој Кораш, ни дае 59 коша на утакмицата во Београд. Не знаевме на која страна да се свртиме. Не знаевме од која страна да му дојдеме за да го спречиме. Тоа беше невидено прецизна рака. Невиден кошаркар. Еве уште еднаш ова потврда дека Боцевски добива признание. Ова се признание за спортист на година, 70-та година, Да. меѓу многу јаки македонски играчи, како Мути Барич, не знам уште кои се многу Еве ги играчи. тука има ги. Спасовски, Ќе ги Кајакаров, читаме во долниот ред. и тоа, да, и тоа. Се само Сефер освои. Станиловски, Миле Спасовски, Да, Никола Донев, А, легендарниот Драган Мутибарич, Павле Филковски, Трајче Трајче Јовновски. Јанка, тие ристерски мечувалецот,
секирарска, Подобранка беше и Сотир Голабовски атлетичар. Тоа е. Ово е Тоа некоја утакмица без публика ли е, не може да се сетам. да без публика. А ова е Македонска лига. Ова е Македонска лига на времето. Така, од многу поодамна. Да, многу поодамна. Сега доаѓаме до оној момент кога Владимир Боцевски го наследуваат неговите два сина, стануваат успешни кошаркари. Еве ова фотографија. За жал немам, пошто сите нивни слики и сите репортажи, оне што има за нив, си ги имаат кај себе, така да не може ова една слика која станала кај мене. Теа се 20 разентици на Македонија. Едниот е Душан е освојач на 4-то место на Македонија во Европа. Така да сум презадоволен од нивната кариера, направија голема кариера, 10-15 години беа надвор од Македонија. Во моментот Душан е во Полска, пред 10 години играше за таа екипа, освоја шампион на Полска и сега го викаат на некоја промоција. Мислам, тоа е голема чест, што кај нас во Македонија такво нешто не може да се случи, нити може некој од нас по старите играчи да биде повикан, со исклучок мора да кажам на вас, што вака не повикавте и на една ваша средба, на средба со вас, со промоцијата на филмот за спортската сала Соколане, да се дружиме. Други повикувања од ниеден клуб, без разлика што сме творци на македонската кошарка, таа генерација 74 година, не сме никаде поканати, нити повикани за било што во однос на нашиот допринос во кошарката во тоа време. Да, за жал тоа е така, меѓутоа... За жал така е. Тоа е стара слика, не знам која година. 73 година. Од работнички. Лазаров, Мирче Гавровски, Драгана Досавлич, Маринко Ковачевски, ова е еден странец Србин, Миро Крстевски, Благој Ѓорѓиевски, Стероли Андоновски, Јанко Луковски, Тошко Тецчев и Пеце Ангеловски. Зоран Славнич е многу пофални зборови и изрази за Стероли Андоновски, велат изворен играч бил. Точно така, тој беше извореден во денешно време плеймейкер, ние тогаш ги викаме бекови, сега во ново време ги викаат плеймейкери, беше извореден организатор на игра, пардон, извореден шутер и извореден асистент. За мене многу ми значеше играчот кој играв со него, затоа што може за време на утакмица од него добива по 10 искористливи топки, кои можам да ги искористам 100% по добричите. А можам тука да го кажам и Јанко Луковски исто беше таков играч. Последни стаса Благој Ѓорѓиевски, така да имавме изваредна тројка од плеймейкери. Кој за Благој Ѓорѓиевски не треба повеќе да спомењам. Така. Добро е познато името во македонската кошарка, а и во југословенската кошарка. Освојувач на 2 олимпијади, да не збориме многу. И од овој цел мозаик, да не забораваме да споменеме и Локомотива Загреб, кој има доаѓање во Соколана на тој зимски турнир. Во тоа време, како се, Петричевиќ многу висок. Да. Петричевиќ, Новосел, Лазич, браво. Повеќе памтите вие него што памтам ја. Добро, тоа што сум слушал, постари што сум читал, и тоа е една изворена генерација на Локомотива Загреб. Господин Боцевски, еве... Ковачич, да. Да.
скоро 1 час разговараме, мора да го привршуваме нашиот разговор. Мислам дека кажавме доста интересни работи од вашето богато минато. Меѓутоа, на крајот заклучокот е дека и натаму Куманово ви во срцето. Во ред, се слагам потполно со вас. Така. И да се надеваме дека следната година, кога ќе биде јубилеот 500 години, чисто на моја желба иницијатива е да ги соберем сите великани од Куманово, од Македонија, од поранешна Југославија, да дојдат во Соколана, да се видат, да направат една средба, тоа е убава работа. Благодарам на вашата покана во вашата емисија и со драго срце ќе бидам присутен на сите ваши промоции кои ќе ги организират. Големо ми беше чест да разговарам со вас, затоа што сте новинар кој сака да го дигне спортот во Куманово на високо ниво. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме во некоја друга прилика. Пријатно, се најубаво. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот на денешната наша утринска програма Нов ден. Се гледаме со нови гости во наредната прилика.